Другарот Теовеле Менге, Бута Беша Менге, Обиджуко, не се симиња од малите екрани у последно време. Другар Теовеле Менге, многу некако си станал легалист, многу некако одеднаш стана грижлив за законите, за државата. И неку да ви кажам, другарот Теовеле Менге, Бута Беша Менге Обиджуко, другарот од Индија, многу му сметало што ВМРО ДПМН ни еден закон од неговата партија не ги пропуштал. Не им удоволувал на ни еден закон, предлог закон, овој амандман што сакале да сменат и така. Значи, и многу бил фрустриран. Абе, другар Теовеле Менге, вие кога бевте на власт, твоите социјалдемократски сојузници, све што беше закон протуркувавте под европско знаменце, пошто знаевте дека нема да ви помине у парламент, пошто знаевте дека антимакедонски, антиправен, криминален, недржавен и така натаму и така натаму. Секој факинг закон со дуи го протуркувавте под европско знаменце. Ти најде да ми глумиш легалист, тип кој што им даваше на европски фукари, криминалци, убици, лажни пасоши, за со тие пасоши да кријат идентитет по светов. Ти најде да збориш кој што тоа МВР си го претвори у твоја приватна прчија, све што не беше на линија на вашето политичко предавство кон македонците. Сите ги деградираше у МВР, од прв до последен. Ти најде да збориш за закони. И па таму уште пишал, вика, законот за бранители, вика, е закочен. Демек, смрдеш еден од прдешка. Тој законот за бранители до душа кој како е во опозиција, одма го тртите како велт карта за утре да дојдете на власта. Ти најде да збориш меѓу другото за законот за бранители, кој шо како дел од таа предавничка партија наречена Социјалдемократски сојуз, 7 години им седевте во скутот на Дуи, сигравте клик-клак со неговите ташаци, со неговите топчиња волнени, со топчињата волнени на Ахмети, на Груби. Вие одеднаш сега ви падна на памет законот за бранители кој бил заглавен. И што треба сега ние сите да направиме? Да излеземе на предвремени, да ви изгласаме, да дојдете на власт, за да го изгласате конечно законот за бранители? Значи, тој филм више нема да го гледате, другар Теовеле Менге, Бута Беша Менге, Обиджуко. Тој филм више вие нема да го видите. За вас више македонците нема да гласаат. Ever, never. Дори знаеш што мислам? Мислам дека после 200-300 години некој Индијана Джонс кој ќе случајно ве ископа во некој гроб, во тоа ќе познае дека, знаете како ќе познае дека сте социјалдемократи? Сите ќе бидете во позиција, она што викаат хрватите страга, американците викаат доги стайл, она на коленици со гзот нагоре ќе ве најдат. Во тоа ќе ве познаат дека сте социјалдемократи. Вие мирно не можете да го отспиете ниту вечниот сон, она ортодоксно легнати на грб со раце да. Напучени ќе ве најдат, така ќе знаат сите дека сте од СДС. Јас да сум искрено, ја да сум премиер, ништо добро нема да ви се пише. Ниту на вашата дланка, на судбински велини, ниту овака правно. Ама добро, затоа не сум ваша предност. Среќа ваша што не сум. Значи, од прв до последен ќе ве гањам. Втора работа, сега ме ВМРО ДПМН на власт, Мицкоски на власт. Немој случајно да ви падне еден закон на тие предавнички говна да пропуштите. Ама сега, овој Теовеле, другарот Теовеле Менге од Индија, вика
вика, не знам, ВМРО, не знам, дерогирале ова судство, дерогирале она, не знам вака, не знам така, ја немало закони, сакале авторитаризам да наметнат во Македонија. Мицковски, ВМРО ДПМН, слободно наметнете. Не авторитаризам, свети авторитаризам. Да сте паметни, парламент ќе укинете. Ја да ви кажам. Или, уште попаметно, пошто сега така нели редот, искористете го овие крупни прашања, кои што не мачат, за кои што вчера разговарав, искористете го мнозинството парламентот, да ги направите тие поправки, оние будали од Социјалдемократскиот сојуз, што направи штета. Да ја надоместите нивната штета колку толку што ја направи. Ич да не ве боле стапо, што ќе каже СДС. СДС нема право да каже ништо. А што се однесе до нивните граѓанско, проевропски замерки, уврска со тоа дека напуштате линијата на демократијата, ги напуштате полека проевропските аспирации на Македонија, така. Пак да ве боле стапо и за тоа. Тоест, иш да не ве боле стапо. Не знам ние што зборам. Иш да не ве боле стапо. Ја да сум на ваше место, уште толку ќе ги напуштам. Бар да имаат зашо да зборат. А ако мислат овие другаров Теовеле Менге Обиджуко од Индија, ако мисли дека со една таква реторика, со една таква пропаганда, дека ВМРО се антиевропска, не знам, неправна овај партија која што нели го руши судството, законите и така натаму, која што е против правната држава, тоа сакав да кажам. Значи, како да ви кажам? Слободно, ако мисли дека овој наратив, дека ќе им помогне побрзо да дојдат на власт, многу се лажете. Другар Теовеле Менге, многу се лажеш. Многу се лажеш. Вие власт више нема ни да помирисате. Него да те прашам една работа, другар Теовеле Менге, Бута беше Менге Обиджуко, другар од Индија, да те прашам една работа, зашо бе ти не си у Дубај? Не стигна златна виза да извадиш, пошто имаше други бизниси за бркање тоа, приватните што ги отвори монопол, што направи овона, мислам. Како не стигна, не знам, ако не си извадил. Мене ми е чудо да ти немаш златна виза за Дубај. А ако немаш, набави си ја побрзо. Ќе те кошта неколку 10 на 20 милиони евра, може и поише, нешто недвижнини, не така. Крени некоја, купи некоја куќа у Дубај, појме немам шо. Имаш ти за толку да го. Ама мој совет е, земи си златна виза со време. А уствари од друга страна, па не сакам да имаш време да си купиш златна виза. Штета само што ВМРО уште не тргаат по вас. Некои работи се, јаженца се затегнуваат околу вас, ама моје мислење, да ви кажам искрено, другар Обиджуко од Индија, е дека вие веќе требаше да бидете уапсени одавна. Од прв до последен. Јебих. Зошто не сте, не знам. Тоа други треба да знаат. А ако имаат намера да ве апсат, ВМРО ДПМН, ако имаат намера да ве апсат за да одговарате за се што направивте, моја желба е да убрзаат со процесов, со операцијава, да убрзаат што побрзо, значи да се најдете за дрешетки. Па тама еве, да си се дружите, имате и нови пријателчиња. Чичин е сега тамо, бе. А Бога ми, Чичин ќе остане до крај на животот. Со неговите Чичини други. Мене нарцисоидните, патолошките нарциси, криминалци, убици, ми биле фасцинантни. Но да ви кажам, секојаш ми биле пофасцинантни оние кои што биле нивни следбеници и кои што тргнале, што се викаат по нивни гъс, и биле спремни да бидат соучесници во злосторите што ги правеле овие мастермајндови на одредена криминална операција или убиство. Мене овие следбеници ми биле уште пофасцинантни. Каква е таа човечка психа?
колку треба да си слаб, колку треба да си несамоуверен, колку треба да си глуп, неинтелигентно створење, да тргнеш по памет на еден не мора да биде многу интелигентен, не мора да биде многу способен тип, но кој што има таа психопатолошка особина да се наметне како авторитет и да манипулира се останато околу себе. Дури да ги наведе околината, некои луѓе околу себе кои што ги залепил за себе, да ги наведе да направат и најтежок злостор. Веројатно психолозите наши се занимаваат со овој проблем, поготово во овој случај со овие Чичиниве и убиството на Вања и Панче, веројатно ќе се занимаваат со овој проблем на следбеништвото, на луѓето кои што без трошка совест тргнуваат да прават и најголем злостор, само заради тоа што мастермајндот на злосторот ги натрал или ги убедил дека тоа треба да го направат од X причини. Ни трошка не се сомнев од самиот старт, од кога се појавија првите наводи за тоа кој може да извршител. Не се сомнева в истрагата како ќе заврши судењето, како ќе заврши. Едноставно на судијата не му остана ни една друга опција, освен да ја даде највисоката казна што постои во нашиот судски систем, а тоа е казна доживотен затвор. Иако можам да кажам, малце име и тоа. На овие монструми кои што тргна во еден незапамтен, мислам, криминален чин за македонската криминалистика, едно дело незапамтено, и не само тука, него и во поширокиот регион. Значи, според моје мислење, ова име малце. Но тука не мислам во смисла дека треба да добијат смртни казни. Не. Не. Најголема казна за еден патолошки нарцис, како Чичин. Така еден цел живот што се продаваше за голем фраер, многу паметен, све знае, спасувач на Македонија, духовен, политички водач, месија на македонскиот народ. Нема поголема казна да го туриш доживотен затвор, ама строг затвор. И да се молиш да живееш шо подолго. За таквите патолошки нарциси најголемата казна е да го сведеш на ниво на живинче, затворено која келија, велам строг затвор, тука не знам како се нашите затворски правила. У Америка за вакви убици, брутални, сурови, особено на деца, имате строг затвор од типот 23 часа во самица, 1 час го вадат на воздух да го види светлото на денот и пак го враќаат во самицата, со 300 други ограничувања за одреден број на години, а може би за целата казна, така и во некои други системи, Русија, Америка, мислам, кај што нема ни телевизор, кели, полошо од животни. Таква казна треба. Абе, ми се прекинува, аз борам пошкатливо и туку интернет ке ми снеме. Види бе, ми се почна да ми прекинуваат додека ми не знам што е, ама мислам дека намерно ми се дешавало неколку пати. Као некој накаде не е битно. Што ми беше поентата вака кој те прекинат? Значи, ја би му смислил тука и некој, како да ви кажам, додатоци на тортата, наречен доживотен строг затвор. Например, да те ебат секој ден. Да те малтретираат секој ден. Ама пак, да живееш шо подолго во таква мизерија. Оти не заборавајте, да Вања не мораше да биде дете на незините родители, можеше да биде и наше дете. Со вакви психопати што шетаат по улици, што им беше дадено се со децени, да имаат и пари, да бидат богати, да бидат медиумски, активни, медиумски, да вршат влијание врз јавното мислење, да им биде дадено полн простор по разни портали. Знаете последен пут кој портал беше, јадеше бурек тамо со години.
Чичин, и во врска со ова, ја не би ја затворил скроз тука истрагата, иако е ова затворена за овој случај. Но јас сум убеден, а тоа полицијата треба да најде начин како да го наведе во наредниот период додека е во затвор, да зборви уште човек во наводници велам, но човек е човек, нели? На човек се му е дозволено да направи. Па дури најгнасно убиство, само што колку му е од полза таа работа. Затоа ајде нека остане човек именката. Човек. А знаеме дека секој човек е барем некој од човеците се способни да направи најголеми злосторства. Сме го гледале тоа низ историјата. Сега што сакам да не тупам. Мислам дека полицијата во нареден период треба малце да се потруди да извлече од него и нешто друго. Човек што толку лесно убива дете, кое што со ништо не му сгрешило, кој што има само 14 години, плюс девојче, кој што со таква леснотија убива дете, тој кој знае уште колку луѓе убил низ неговата плодоносна, активна, медиумски, градителски, тајкунска кариера. Тоа треба да го утврдат. Човек со таква леснотија што ликвидира дете, кај него веројатно после неколку такви или слични убиства се што било човечно во него има и умрено и затоа може со таква леснотија да екзекутираат. Во таа смисла јас не би ја затворил истрагата, сега више ова нели може да се каже пошто тој процес заврши, монструмиве го добија тоа што го заслужија. Убаво рече и новинарите рекоа, и судијата, и казната е заслужена, точна висината е онолку колку што треба да биде, иако во некоја друга контекст велам и ова име малце, во смисла на тоа ќе повторам дека казната би сакал да им трае шо подолго да доживеат од казната, за да може да бидат дополнително понижувани, малтретирани и третирани понедостојно од најнедостојното суштество на светот. Казната е во ред, но и нормално ја образложија со цел никогаш ваква работа повеќе да не се повтори. Тоест, да се молиме дека слични монструми на Чичин во моментов не шетаат слободно меѓу нас, може би се наши комши, како што бил тој нечи комшија, нечи роднина, нечи пријател, нечи колега, медиумски, нечи ова, нечи она. Никогаш да не се повтори. Каква штета. Каков пораз за сите нас како општество, како заедница. Што сме дозволиле, поточно ќе кажам што некој дозволил, свесно, прво што создал таков монструм, му дал услови, околности да израсне во таков монструм, кој што ќе се чувствува неказниво, кој што ќе се чувствува над животот и над законот. И второ, што сме дозволиле да не се случи една таква работа, тоест никој да не предпостави, никој да не осуети за каков човек се работи и што све не е спремен да направи. Джаве е другото се.
и тие родители се уништени. И за нив било каква казна на монструмите нема никакво значење. Само ви велам, не можам да сватам дека па ќе се деси една таква работа, кога ќе сватиш дека такви чудовишта шетаат слободно меѓу нас. Ти го гледаш, мислиш дека е нормален, мислиш дека е фин. Тој кој знае какви демони, каков пекол крие во себе. Тоа е.